Владко Стефановски поудамна не е само регионален гитарски херој. Тој дефинитивно е најангажираниот македонски музичар со интернационална кариера. Еден од ретките кој уште од адолесцентниот брег преку мисионерите Лепи Сол и неговото трио се етаблира во надалеку прочуен уметник кој влегува во тесниот круг на оние кои ја чинат реалната и со ништо неограничена музичка слика за ритмички колоритниот Балкан. За музичкиот опус на Стефановски, што и да се каже е премалку, па поради тоа решивме да зборуваме малку за приватниот живот и да дознаеме нешто повеќе. Кој е приватно Стефановски? За прв пат ексклузивно зборува за улогата на самохран татко, неговиот син Јан и предизвиците во животот. Добар ден, господине Владко. Навистина ми е драго што ви имаме во ексклузив, бидејќи знам дека сте во постојана трка со времето, со настапите, со гостувањата. Како се чувствувате денеска? Супер. Денеска е прв ден на пролетта и како вика Пабло Неруда во еден стих, можете да ги исечете сите цвеќиња, ама не можете да сопрете пролетта да не дојде. Така што денеска сум добро расположен. Колку често ви имате време да седнете вака да испиете едно кафе, да се опуштите? Многу често. Јас си го дозволувам тоа, си ја давам таа привилегија во тек на денот, не едно, повеќе кафења. Углавном ги спојувам тие задоволства на пиење кафе со средба со некој драг пријател, пријателка или некаква средба врзана со мојата работа. Значи некој договор, некој... Што ве прави среќен надвор од професијата кога имате слободно време? Што сакате да правите? Па за среќата не би сакал многу да зборувам, можете да зборувате за задоволство, а не за среќа. Сакам да патувам, уживам кога возам сам. Тоа ми дава можност да мислам активно, да медитирам, гледајќи променлива слика постојано. А јас превземам голем дел од обврските, уживам да готвам. Тоа ми е нова дисциплина која ја научив во изминатиот период. Што најдобро знаете да сготвите? Ги знам сите овие значајни јадења на лажица. Тоа значи граф, леќа, мусака, компир манџа. Вчера правев гибаница, научив да правам гибаница, пита од проја. За салати да не зборувам, значи салати знаат сите да направат, ама готвено јадење не знаат сите. Кој најчесто ги дегустира јадењата ваши? Може би Јан? Па син ми, да, и по некој пријател кој ќе налета, инаку уживам да готвам, тоа ми е нова дисциплина. Да споменавме Јан, тој требаше да ни се приклучи денеска, од оправдани причини не е со нас. Он е матурант, многу е зафатен овие денови, завршува гимназија и целиот е со некакви обврски, пишува есеи по цел ден. Колку вие му помагате во тие обврски? Па кога ќе заглави му помагам. Тој тргна по вашите стапки, барем кога е музицирањето во прашање. Очекувавте ли дека ќе биде така? Најчесто велат родителите, па не мора да тргне по мои стапки. Дали вие сте горд родител на Јан? Јас сум горд на двете деца и ќе бидам горд, верувам, до крајот на животот мој. Дали очекував? Не очекував, ама и него ни спречував да тргне по мојот пат или по музичкиот пат. Јас само му давав опција. Кога наполни 5 години, за роден ден му купив сериозен Yamaha драм сет, значи комплетна тапани. Значи он стартуваше за тапани? Да, ама не обрнуваше многу внимание на почеток. Дури пред 3-4 години се заинтересира сериозно за тој инструмент. Инаку е многу музикален, има подобар слух од мене 2-3 пати. Вие како да сте го настучиле на тапани, ако првиот сет бил Yamaha, зошто не на гитара? Сите гитари се достапни. Ја не му реков не свири гитара. Да не свири Јан гитара? Малку чепка од време на време, ама тоа чисто не свири активно, не свири сериозно. Нема потреба да свири. Мислам, добро е да научи неколку акорди, да знае да отсвири некоја песна, ама не мора да оди по мојот пат. Тоа не гарантира никаков успех, нити среќа. Вие веќе заедно и настапувате. Како е да се настапува со вашиот син? Да речеме, на последниот настап многу скромно го најавивте. Јас бев на концертот на Џибони, вие рековте тапанар, меѓутоа и мојот син. Како е да сте заедно на сцена? Тоа што ми е син не значи дека треба да го промовирам. Ја дури го искарав последна свирка
и черка ми приговори, вика, бе, тато, не го карај. Ја викам, ја не го карам као татко, јас го карам као шеф на бенд. Јас сум шеф на бенд и кога сум на стејдж со него, барам од него апсолутна концентрација и контрола. Не сум толку строг, ама еве кога ќе прашам следно. Можеби како шеф или како музичар сте строг, дали сте строг татко? Па ја мислам дека не сум. Не. Можеби би сакал да сум построг татко, ама не сум. Лесно ме купуваат, прилично лесно преоѓам преку одредени ситуации и проблеми. Како вие се снаоѓате сега сам, да речеме, со тие ситуации, тие проблеми? Колку прочита во едно интервју дека децата ви се голема поддршка, дека всушност тие ви ја даваат силата сега на вас и дека музиката ви дава нов вид и можете да се изразите преку истата? Вие постојано прашувате прашања кои се однесуваат на мојот приватен живот. Ама од љубезност ќе ви одговорам. Да, самохран татко сум во моментов и се обидувам да двете улоги да ги имам, и на мајка и на татко. Мајките обично служат за емоционална подкрепа, татковците служат за оној прагматичен живот, преживување, набавки, финансиски проблеми. Татковците обично служат за тоа, а мајките се тие кои даваат утеха, поддршка, топлина, нежност и така натаму. Сега ми се оставени двете функции на мене и се обидувам да ги најдобро што можам да ги направам. А колку сум добар во тоа, ќе ги прашате моите деца. Јас верувам дека сте одличен во тоа. Сакам сега да ве прашам за музиката. Се договаравме, се слушавме за овој интервју, бевте во Белград, дојдовте тука, сте на неколку дена, сега каде заминувате следно? Одам утре во Загреб, од каде што ќе се возам до Мали Лошињ. Имаме еден корпоративен настап со Джибони. И ќе биде весело. Секоја средба со Джибони ми е радост. И музичка и вака лична. Затоа што е многу духовит човек и целата екипа негова, една многу фина екипа музичари. Тоа сакав да прашам, што да очекуваат македонците од вас во овој период што доаѓа? Ете летото, ги спомнавте Охрид, спомнавте Крушево. Дали можеби ќе добиеме некој нов носач на звук од вас? Да, за 10 дена излегува мојот DVD, Blu-ray, првпат висока резолуција DVD и CD во еден пекеđ што се вика Live in Лисински. Од мојот минатогодишен концерт во Лисински, каде што ми беа гости и Љубојна, и Јосипа Лисац, и уште некои други музичари. Многу сум радосен и многу ми е драго што тој концерт ќе се овековечи на тоа издание. Затоа што концертот беше исклучителен. Кога го добив материјалот, го преслушав, викам, ја не би сменил ништо тука. Значи, немаше ни еден тон за кој би се посомневал, да речем, овде малце направив грешка, може ова да го поправиме. Не. Како што беше, така ќе биде на Blu-ray, така ќе биде на DVD.